Денеска Советот на општина Куманово е разгледа по првата точка од дневниот ред информацијата во делот на реализирање на деталниот урбанистички план во индустријската зона Речица. Значи, овој план е доставен од страна на Министерството за транспорт и врски уште пред 2 години во ургентна постапка да биде усвоен од страна на Советот. Денеска, по согледување на сите аргументи и фактот во реализацијата на планот, Советот, тоест советниците кои што се уште се немаат изјаснето по однос на предложениот заклучок, утврдиме дека постојат можности за евентуална злоупотреба направена од страна на министерот за транспорт и врски господинот Милијан Киевски со продажба на 3 градежни парцели во рамките на оваа индустријска зона и непочитување на правилникот за утврдување на висина на цена при продажба на државно градежно неизградено земјиште по пат на јавна лицитација. Или по-конкретно, значи има продадено вкупно 4 парцели, каде што почетната цена, согласно правилникот, треба да биде повеќе од 200 денари, а всушност е спроведена постапка со почетна цена од 61 денар. На тој начин, ние сметаме дека е направена директна штета по буџетот на Република Македонија од висина од повеќе од 5 милиони денари, а воедно и по буџетот на општина Куманово со висина од повеќе од 3 милиони и 700.000 денари. Зборувам за минимална евентуална штета, бидејќи земјиштето доколку одело на продажба со почетна цена од повеќе од 200 денари, значи таа загуба доколку цената била лицитирана со многу повисок износ, би била многу поголема за општината. За какви парцели станува збор? Значи тоа се парцели, градежни парцели со шифрена намена Г2 и компатибилни содржини Б2, каде што е предвидено да се гради лесна и незагадувачка индустрија и друг тип на содржини поврзани со оваа индустрија. Биле на продажба 7 парцели од таа зона. Зошто не биле продадени 3? Туку само овие 4. Значи, тогаш во моментот кога Министерството за транспорт и врски ја спроведувало постапка, тие лицитирале 4 парцели за продажба. Барем на мене ми е јасно дека овде се работи уште за една голема афера во Република Македонија, која што е направена од страна на надлежното министерство и распродажба на државниот имот. Видете, многу е неприфатливо да за истото земјиште од страна на државата кога се врши продажба се продава по почетна цена од 61 денар по метар квадратен. Во моментот кога поминуваат надлежностите во рамки на локалната самоуправа, истото земјиште локалната самоуправа е задолжена да го продава по повеќе од 200 денари по метар квадратен. Се работи значи за исти градежни парцели, за иста содржина на земјиштето предвидено согласно деталниот урбанистички план. Повеќе од јасно е дека тука нешто мириса. Истрагата нека биде таа која што ќе утврди дали овде има простор за евентуални злоупотреби од страна на поединци или не.